Кога зборував последен пат, зборував за која е најбитната работа од животот. И која беше најбитната? Да најдеш дечко. Да најдеш девојка. Која е најбитната работа? Аха, значи, беше тоа малце трик прашање. Злате го погоди одма, иначе другите малце. И трик прашањето ти Исус го кажува, тоа е која е најголемата заповед. И кога кажеш која е најголемата заповед, много ставаме тоа во подрачена религија, нели? Ако се работи за животот на овој свет, тогаш што е најбитно? Најбитно е ова, тоа, оно, нели? Се и се што е битно. Ако ќе ти кажат, Господа го сакаш, да, тоа е најголемата заповед. Кога Господ кажува најбитна работа, мислам најголема заповед, значи тоа е нешто најбитно. Најбитна работа во животот да го сакаш Господ. Значи нема ништо побитно од тоа. Ништо не е друго битно. Не се битни пари, не е ни битно ни здравје. Иако е многу битно. Тој што е во мака знае, нели? Сите ние знаеме како е кога си у болка и у болест. Ама сепаш да го сакаш Господ е најбитно. Оти тоа ако го изгубиш, се си изгубил. Можеш да идеш у црква, можеш Библијата на памет да ја знаеш, можеш 30 години да си христијанин, можеш секоја недела на служба да си, се молиш секој ден, све правиш, ама ако љубовта кон Господ се изгубил, се си изгубил. Ѓаволот те украл. Оти тоа е најбитната работа. Оти ако љубовта кон Бог ја изгубиш, ти се изгубил вечноста на некој начин. Си го изгубил спасението. Ама како ја уште верувам во Господ? Па ако веруваш во него ќе го сакаш. Тие работи заеднитот. Во вечноста ќе завршат оние што го сакаат Господ. Значи Господ не е насилник, исто како што на земјата на сила не ги пресилува луѓето да веруваат во него, нели? На сила ли доаѓаме на црква? Не. На сила ли луѓето Господ со чекан од небото им вика, има да веруеш у мене, нели не е така? Си живеат луѓето што сакаат се прават, го псујат Господ, го исмеваат. Господ ги пушта, нели интересно? Тоа го прави затоа што ги сака луѓето, ги пушта, нели? Не ги насилува. И исто и во вечноста. Кога ќе речат некој, како тоа луѓе во пекол ќе завршат? Ако ги сака Господ луѓето, нема да завршат у пекол. Па баш затоа што ги сака ќе завршат у пекол. Ќе речеш како се? Па тоа што сакаат им го дава. Они не го сакаат Господ, а затоа што не го сакаат Господ, не ќе да живеат со него. Ти кога го сакаш некој, ти сакаш да живееш со таа особа. Кога сакаш некој, сакаш да си со некоја особа, нели? И луѓето затоа што не го сакаат Господ, не ќе вечноста со Господ. Што ќе прават со Господ они? Ти на земјата не го сакале Господ, ни сакале ова да прават ни тоа, нели? Ништо со Господ не ќе да си имаат работа. И како да не отидат у пекол? Господ од љубов ќе ги прати у пекол. Колку и да звучи чукнато. Не дека Господ ќе ги прати, сами ќе си отидат. Бог го боли, тоа ненормално. Од кај знаеме дека Бог го боли и затоа Исус висеше на крстот. За да не отидат луѓето у пекол. Ама затоа што Бог ги сака, им дава слободна волја и ги пушта луѓето. Океј, сакате у пекол, што да ви правам? Сваќаме? Длабоко во Божјото срце, Бог многу ги сака луѓето и затоа што ги сака ќе ги пушти. Ама тие што ќе завршат на небо, тие мора да го љубат Господ. И затоа што го љубат Господ, ќе завршат со него. Оти ние во вечноста треба да живееме со Господ. Нели? И затоа Господ вика Исус, љуби го Бог, тоа е најбитна работа. Тоа е порака за спасение. Сакаш во вечноста да си спасен, мора да го љубиш Бог, без љубов кон Бог што ќе правиш со него. И втора работа вика, љуби го ближниот. Што ќе правиш на небо ако не ги љубиш ближните? Па нема да завршиш. Зошто? Отиш, па горе ќе се верниците, Божите луѓе. Што ќе правиш таму ако не ги сакаш? Затоа Бог вели љуби ги, луѓето околу тебе. Нема посебно таму, све ќе биде отворено, откриено. Се ќе е искрено. Се ќе биде во вистина и љубов. Во чистота и светост. Затоа е многу битно да се љубиме.
Затоа Исус вели најбитна работа, најголема заповед е тоа. Не да каже најголема заповед, љуби го Господ, ајде, нова религија. Него суштината Исус ја објасни. Јас сум восхитен од Исус до таа мерка што толку едноставни работи кажува, а толку длабоки. Суштински ги објаснува работите. Не е филозофски нешто да ти мудрува, или религија некоја да кажува, или не знам што некој си учење. Го објаснува животот, го објаснува светот, ја објаснува вечноста, духовниот свет, принципите. Усршта. Нели колку научници има, филозофи, религиски таму водачи, све мудруваат што е суштината на животот, суштината на духовниот свет, нова на тоа, и мудруваат таму, не знам што, не знам дали гледате какви се не емисии, толкување има денеска, се и се што има по интернет, на англиски. Еве е суштината, најбитната работа. Патот на спасението, тајната на животот ни открива Исус овде, тајната на вечноста. Да го љубиш Бог и да го љубиш ближниот. Зошто? Оти, пак велам, со Бог ќе завршат во вечноста не што го љубат, иначе што ќе правиш во вечноста? Ќе седиш намкер таму? Не може. Или на братот, сестрата. Абе, мрч бе идиот еден. Кај со тебе овде се? И Господ ти рече, ај мир, ај ти таму, што викаш, ќе не подели вие у таа соба, тие у таа, нели? Нема, ќе има. Затоа вика, среден си го животот додека е време. Затоа Исус вика, помири се со својот противник додека има време. Значи, ние по срце треба чисти да влеземе. Кога ќе заминеме до овој свет чисти. Општо. Не са совршенство, перфекционизам, не проповедам тоа. Никој не може совршен да стане, нели? Но Исус вели да се стремиме да бидеме совршени како што нашиот татко е совршен, а тоа значи општо да го љубиме Бог у секој наше подрачје од животот. Општо да го љубиме ближниот, да немаме ништо против никого. Ајде уште еднаш ќе прочитаме. Матеј 22. Љубов кон Бог. Тоа е се најмалку од се романтика. И за тоа ќе зборуваме, мислам дека нареден пат нема да стигнам вечерва. Темата љубов е толку исцрпена во светот и извитоперена, изопачена, што мене најискрено многу пати не ми се проповеда, толку е битно, сега пак позборувам на таа тема. Со Божја помош мора да изобличуваме некои работи, кои што не се љубов, неле? Така да љубовта кон Бог е најмалку романтика. И најмалку битно како се чувствувам. Затоа што чувствата кон Бог се едно, а љубов кон Бог е друго. Можеш ти да имаш колку луѓе имаат чувства кон Бог, мислам кон некој си Бог, нешто возвишено. Но тоа нема врска со љубење на Бог. Во Матеј 22 глава 36 стих го праша Исус фарисеите: Учителе, која е големата заповед во законот? А Исус му рече: љуби го Господ твојот Бог со сето своје срце, сета своја душа и сиот свој разум. Тоа е првата и најголема заповед. А втората е слична, вика на првата: љуби го својот ближен како себе. На овие две заповеди се потпира целиот закон и пророците. Халелуја. Спомнав и минатиот пакт, со Божја помош друг пат ќе зборувам пак за ова, дека во Стариот Завет Бог исто така се објавуваше како Бог на љубов. Не е тоа некој си ново откровение во Новиот Завет. Него тоа е продлабочено и откриено откровение дека Бог е љубов. Во Стариот Завет исто така може стихови да си барате, кај што Бог исто така се нарекува татко. Не е тоа некој ново откровение. Ништо ново нема во Новиот Завет.
Освен што некои така мали скриени работи во Стариот Завет не се открија скроз. Луѓето знаеа треба да го сакаат Господ и знаеа дека Бог ги сака, ама не го баш разбираа тоа. Во Исус се ни се откри сега. Ама не е сменето се од аспект кај што нели некој такво мислење има, демек у Стариот Завет Бог бил едно, се у Новиот друго. Тоа е тотална глупост. У Стариот Завет Бог бил гневен судија, во Новиот Завет е татко кој што сака. Тоа е тотална глупост. Бог си е истиот, не се менува. Нема два Бога. Две верзии на Бог. Нели? Така да, истиот Бог е, све е исто. Проблемот е што луѓето си направија религија. Не беше проблемот во законот, проблемот е што луѓето погрешно законот го применуваа. Не беше проблемот во Словото Божјо, во книгите пророчки, и ние денес ги читаме Исаија и Јеремија. И израелците ги читаа во времето на Исус, ама не ги разбираа. Гледав едно многу добро видео, не знам дали го објавив, за евреи во... ти коментар. Да, во Ерусалим ги прашуваат од Исаија 53 глава. Евреи од денешно време. Исаја 53 глава кај што опишува за дека тој беше казнет за нашите гревови, беше отфрлен, презрен, дека ги понесе нашите болки и се до тоа. И ги прашува и се овие шокирани, вика тоа е за Месијата, да, за Месијата. И вика ќе биде отфрлен, презрен ова, нема да го прифатат. И вика страшно. И дечкото што ги прашува тоа вика, а знаете ли некој во историјата кој што ова се исполнило за него? Вика, не знаеме. Дека отврлен, презрен, страдал. Сите стихови стаја 53 глава е толку добра за Исус. Мислам, како уживо да е опишано, нели? Неговото распнување на крстот и отфрлање од страна на израелците. Значи, и евреите денес викат, не знаеме. И еден му вика, вика, мислам дека ме водиш, знам на што ме водиш да кажам Јешуа, вика Исус дека е тој, ама ние знаеме дека не е тој. Евреите, нели? Пошто им се испрани мозоците, нели? Но интересно е сето тоа. Значи, они уште читаат пророците и не разбираат ништо. Значи, целиот, сите книги пред Исус пророчки запишани и законот, се темели, вика Исус, на љуби го Бог и љуби го ближниот. Значи, за да го разбереш тоа слово што е се напишано пред Исус, ти треба да го љубиш Бог. А овие евреите што ги интервјураа, очигледно беа ревностни добар дел од нив. Религиозни, посветени, ревностни, сакаат да дознаат. А не го знаат Бог. Као што денес има полно ревностни, религиозни, било која религија. Они викаат по Бог се, ревностни, одат, прават, молат, постат, чистат таму у храмовите нивни. Се што треба прават, нели? А не го знаат Бог. Не го љубат Бог. Човек што го љуби Бог ќе го познае. Значи, се што беше кажано, се темели на оваа заповед, браќи и сестри. Ако ова го промашиме, значи, можеш Библија на памет да знаеш. Можеш илјадници луѓе да исцелиш. Можеш илјадници да спасиш. Можеш, не знам што да правиш за Господ, да речеме. Пари да правиш за Господ. Не знам што. Ако не го љубиш Бог, се изгубил љубовта. Се изгубил се. Ако си го изгубил откровението дека Бог е најважната работа у твојот живот и да го љубиш Бог е најважното и да го љубиш ближниот. Дека тоа е најважното. Ако си го изгубил тоа откровение, си изгубил се. Ако си ја изгубил таа ревност за Бог, тој жар, таа влюбеност во Бог, ако си изгубил. Ако не си влюбен се уште у Бог, жарот ако ти паднал, страста за Бог, ако христијанскиот живот станал за тебе досаден, монотон, црква, дома, школо, работа, не знам, црква, дома, досадно.
Ако си влегол у таа шема, си изгубил љубовта за Бог, си изгубил се. Си изгубил се, човеку. Сакам вечерва да повторно се влюбиш во Господ. Се влюбиш во Господ. Да го сакаш Господ. Да Господ е љубовта на твојот живот. Не е таа девојката од трето одделение у школа што одбила љубовта на твојот живот. Се шалам, ама пример. Или тој. Или уште ја бараш љубовта на твојот живот. Ке кажеш Исус е љубовта на мојот живот. Исус е љубовта на мојот живот. Јас го најдов. Јас завршив со таа потрага. Јас немам потреба веќе да барам. Јас ја најдов љубовта на мојот живот. Исус. Вие што не сте во брак, престанете да трагате по љубовта на вашиот живот. Ви излажал ѓаволот. Не ќем да ви ги срушам вашите романтични соништа. Односно, сакам да ви ги срушам, затоа што не се од Господ, да. Тие сакам да ви ги срушам. И нека воскреснат, кога се работи за брак, од Господ што се. Ама тие што се од светот, што ви го испрал мозокот ѓаволот, нека се срушат долу во име на Исус. Затоа што Бог е љубовта на вашиот живот. Тоа холивудските филмови се таква илузија и лага. Веќе не знам, пак со пастор Весна гледаме некојашен филм, но такви, многу се глупави, не знам, тотално нереални се. Ама да, вие уште копнеете по тоа. Ке биде вака, не знам, ке ми купи ова, ке идеме ваму, ке не знам што, па ке се чувствувам така. Глупости. Дури да е вистина тоа е краткорочно. А љубовта кон Бог и со Бог е нон-стоп. Значи, убаво е срцето, нели, се влюбиш у некоја од Господ, така и убаво емоции, нели, Ама така со Господ треба нон-стоп да ни е. Ако за некој ова што го кажуваме лудост, тогаш треба да се спасиш човек. Ондак не разбираш што ти кажувам. Ти треба да ти гори срцето за Господ, да си влюбен. Да гориш. Поише него ако ти текнува, си бил влюбен у девојка, дечко, не знам што, минатото, емоции која си имал, не знам, нешто срце. Така со Господ треба си многу поише од тоа. Секој ден, кога ќе станеш Господ, љубов, те сакам Господе, ти гори срцето. Земам Библија, читам и гори срцето. Идам на црква, ми гори срцето за Господ. Тоа е христијанскиот живот. А не, не смеам, ова сега, треба ли да пушам или да не пушам? Затоа не ти одговорив. Ти што ти одговори на тоа прашање? Треба да сакаш Господ. Дали уред да се пуши или да не се пуши? Што прашање е тоа? Треба ли да се пие или да не се пие? Треба ли да се блудствува или не треба се блудствува? Треба да сакаш Господ, бе човеко. Кога го се влюбиш у Господ, ќе сватиш, ова не му угодно на Бог. Ова шо? Ова мене ми било замена за Господ. Не ќам ништо да ми е замена за Господ. Амен. Не ќам ништо да ми е замена. Господ на прво место треба да. Господ е најбитна работа, да сум влюбен во Него. Затоа се молам и го сакам. Затоа идам во црква, затоа што го сакам. Затоа читам Библија, затоа што го сакам. Некој да не сватил погрешно сите овие години што проповедаме, ако викаме читај Библија, моли се, и некој не сватил, религија пасторот проповеданост. Сега да ме подсети пасторот, нели, можеби на овој начин требаше поише да проповедам. Дека од љубов кон Бог треба да копнеш да читаш Библија. Амен. Ако љубиш Бог, си влюбен. Ако на овој начин живееш, ќе имаш победа. Ќе имаш победа над гревот, ќе имаш победа над болести, ќе имаш победа над депресии, ќе имаш победа над осаменост. Пак ти велам, ѓаволот те лаже, осамен си. Како може да си сам Господ е со тебе? Како сам себе го навредуваш Господ, бе човека? Што зборуваш? Што размислуваш? Досадно ми е сам сум.
Па Бог е навреден, бе, човеко. Никој не ме разбира, мене многу ми е тешко. А Господ те разбира, бе, човеко. Како човек да те разбере? Има работи што човек не може да те разбере. Има работи што човек не може да ти помогне. Кај е пасторот мене да ми помогне? Абе, пасторот не е Господ? Знаете колку пати не сум помагал на луѓе, Господ ми викал не. Господ ми викал. Ја човечки одма трчај, нели? Господ ми вика не. Пушти ги, треба кај мене да дојат. Треба кај мене да дојат луѓето. Треба кај мене да дојат. Амен. Ти Господ е вашиот вистински пастир. Не сум јас. Амен. Господ е вашата љубов. Господ е секојаш со вас. Господ е ваш помошник секојаш. Ко немаш никој, Господ е тука. Тоа е пораката на Евангелието. Тоа е спасението. Тоа е христијанскиот живот. Не е, се разболев, са шо правам? Вика го пасторот да се моли. Океј. Ама ако пасторот не дојде, се молиш ти, бре, човеку. Односно, прво ќе се молиш ти. Амен. Шо правиме? Леле, вика ги луѓето од црква да се молат. Абе, ти имаш Дух Свети, бе, човеку. Бог е со тебе, ти моли се. Леле, проблеми имам, шо да правам? Пасторе кажува што да правам. Добро е тоа совет да бараш. Ама ти ги имаш Господ, барај од Него прво. Бог да те зборува, амен. Убаво е да се советуваш. Ама тоа е друго, ти барај од Бог да чуеш. Секојаш така. И така ќе пораснеме во Господ, така ќе созрееме. Така ќе љубиме повеќе. И после ќе можеме на други да помагаме. Тој Господ ќе го пренесуваме на други. Тоа разбирање за Господ ќе го шириме. Така црквата ќе расте. И така ќе се спасуваат реално луѓе. Луѓе ќе се спасуваат со познавање на Бог, со љубење на Бог. Кога ќе видат како ти го љубиш, нема потреба ти, Јеховини сведоци даваат вакви брошурки, ние даваме такви, оние даваат такви, и луѓето, че кои се најубави брошурки, ај ке тебе ќе одам на служба. Не, него ќе видат тој човек живее со Господ. Алелуја, овие луѓе живеат со Господ. Како беше тоа пред колку години кога бевме у студентскиот дом у Гоце Делчев? Им сведочевме на луѓето и дечките там, студентите, еден вика, абе вика, вие исти сте со тие нова надеж, тие студентите што се веат. Секој студент, као се викат, протестантската организација. И ние, па да, исти сме, као христијани си они. И он вика, не бе, не сте исти, вика. Вика, секакви ми доаѓале, вика, тука. И Јеховини сведоци, и источни религии, и тие, секој студент. Ама вика, ти ова што ми кажеш, никој не ми кажал до сега, вика. Ти, вика, ова што ми збориш, ти стварно веруваш, вика. Ти, вика, друг што нешто има, ти ми збориш, вика, го осеќам тоа што ми збориш. Па Дух Свети осеќа човекот. Осеќа Господ, не му зборам ја приказка, ајде, нели? Пише у Библија, нели? Господ рекол така, онака, аха, добро, со здравје. Тоа што го збориш ти, вика, стварно го осеќам како така дека е. Живот осеќа, словото на животот, нели? Вика, вие сте другши, вика. Па слава на Бог, се човекот нечкото не се обрати, бо у ствари не знам сега, Господ може работи у него, али работата, значи, тоа е сведоштво. Ќе видат луѓето дека Бог е со вас. Амен. Ако го љубите Бог. Халелуја. Халелуја. Вика, љуби го Господ со сето срце. Срцето, центарот на твоето битие. Сршта на твоето битие. Сршта на тоа што си ти. Го љубиш Бог. Љуби го со својата душа. Тоа значи волја, емоции, мисли, желби. Со душата своја да го љубиш Господ. Знаете колку е големо тоа исто? И трето вика со разумот свој, или некој преводи сумот, вели, буквално преведено значи со начинот на кој што размислуваш. Со начинот на кој што размислуваш да го љубиш Бог. Како си се поставени мислите?
твојот ментален склоп, како заклучоци донесуваш, како одлучуваш, како размислуваш. Во сето тоа да го љубиш Бог. Амен. Значи да го ставиш Господ во се, у твоето битие, у срце, у душа, у разум, у разбирање. Како мислиш, како одлучуваш, саба леко ќе станеш. И ќе почнеш да мислиш. Таа Нурсена вчера ова ми кажа, оп, чек, не, Господ го ставам тука, вуп. Господе, благослови Нурсена. Фала ти за нејзе во име на Исус. Сега смешно, ама да ви кажам како функционира, нели? Излегуваш надвор, комшијата ти вика, кај си бе секташ? И ти, овој ама го мразам комшија. Оп, Господ ќе оставиш тие мисли. Господе, благослови го, прости му, не знаеш што збори. Сваќате како Господе го ставиш у своето разбирање, у душата, у мислите. Жиле ме повреди нешто. Моите емоции се повредени. Моите емоции. У депресија сум. Ќе го ставиш Господ таму. Ќе го љубиш Господ. Повеќе ли него ли твоите повредени емоции. И ќе станеш, ќе речеш, благослови го Живко, Господе. Или ќе дигнам телефон, ќе го речем, Жиле, да разговараме. Така и така ме повреди. Брате, извини. Ќе се гушнеме. Халелуја. И ќе прославиме Господ. Нема да одиме наоколу да говораме. Тој Жиле мене ме повреди. Да бе, и мене ме повреди. И ќе направиме друштво на повредени од Жиле. И ќе почнеме се собираме заедно. Клуб ќе направиме. И има ли уште некој повреден од Жиле, ќе шириме наоколу, ќе врбуваме членови у друштвото на повредени од Жиле. Ма така функционира животот, нели сте приметиле? Се зборам смешно малце, нели? Карикирам. Ма така функционира. Друштво на разочарани од црквата. И ќе се собираат заедно и ќе зборат само против црквата, нели? Љуби го Господ. Љуби го ближниот, љуби го братот, сестрата. Тој што има против некого, како вика Словото. Нека оди, нека збори со братот, сестрата. Не да збори наоколу. Амен. Тоа е љубов. Инако е религија. Во Јован ќе читаме сега 15 глава. Исус им вели на своите ученици од 9 стих. Како што таткото ме засака, Јован 15:9. Како што таткото ме засака мене, така и јас ве засака вас. Останете во мојата љубов. Ќе останете во мојата љубов, ако ги запазите моите заповеди. Како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко. И останувам во неговата љубов. Ово ви го реков за да мојата радост биде во вас. Вашата радост да биде целосна. Ова е мојата заповед. Да се љубите еден со друг, како што јас ве засакав вас. И така натаму. Битното ми е, Исус вика, таткото мене ме сака, и јас го сакам таткото. И вика, и јас ве засакав вас, ќе останете, вика, во мојата љубов. Значи, тоа што сите овие години го проповедаме на различни начини, дека треба да се остане во Божјото спасение, треба да се остане во Божјата благодат, или треба да се остане во Божјата љубов, еве овде Исус кажува, останете во мојата љубов. Како ќе останете? Со емоции? Не. Вика со пазење на моите заповеди. Односно, сме рекле тоа многу пати, што е таа заповед? Се она што Господ го кажува, зборот. Се Исус што кажал, остани во тоа. И на тој начин ќе останеш во неговото спасение, благодат, милост или љубов. Многу интересно, ради
толку многу проповедање против Стариот Завет, кога ќе кажеме збор заповед, нешто одма у нас се издига и одма религија. Заповед си убав збор што има врска со религија. Господ заповеда нешто, ти кажува. Нели, ама бунтовност у нас се крева. Нели, се бунтуваме нешто, не заповед. Има работи Господ што рекол и така е. Не ќе ме ние да така. Сакаме, не геме заповед. Кава заповед, нели? Заповед е баш така. Исус ти заповеда. Твое е да чуеш или не чуеш, да мислам да послушаш или не послушаш. Твоја работа, слободен си. Ама не си слободен од последиците. Знаеме за тоа, нели? Значи Господ на сите луѓе слобода им дава. Секој е слободен што сака да прави. Ама ниеден не е слободен од последиците од тоа што ќе го направи. Знаеме за тоа. Се има последици од животот, нели? Од последиците никој не е слободен. Дури не ние као деца Божи, како вика? Бог вика го суди секој според неговите дела и не гледа кој е кој. Дали сме деца негови, не сме јаки помазаници, помалце јаки Божи луѓе, не толку јаки, не знам што. Бог си суди праведно. Иако го нарекуваме татко, иако велиме не сака, баш затоа што не сака, ќе го суди гревот у нашите животи. Затоа треба сите да се покаеме. Ти Господ нема да се покае од својот збор. Господ тоа што рекол, така е. Заповед. Врти, заврти, нема бегање. Ти он знае подобро. Ќе останеме во неговата љубов ако ги пазиме заповедите негови. Во Христовата љубов. Како што вика и јас ги заповедив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Дури Исус мораше да ги пази заповедите од таткото. За да остане во татковата љубов. Колку повеќе ние? Ама не, ние нема потреба. Ние ќе си живееме како сакаме и Бог ќе не сака. Нели тоа е пораката на модерното христијанство, така наречено денес христијанство, више не го нарекува протестанство, не знам како да наречам. Нели е тоа пораката? Бог ќе не сака, што и да правиме, Бог ќе не сака. Нели тоа е пораката? Исус умре воскресна, завршена и Бог не сака за вечност. Што е вистина? Ама реков преска, и ти у пекол стоидат, Бог ги сака. Поентата на верата во Христос, дека ние треба да останеме во Божјата љубов. А Исус вика, ќе останете во мојата љубов ако ги пазите моите заповеди. Како што јас ги пазев заповедите од таткото и остана во љубовта на таткото. Така ли пишува? Ајде уште еднаш ќе прочитаме. Оти мислам дека не баш сваќате дека така пишува. Оти ова као за некој друг Исус збориме се. Не е ли така? Па не е ова протестантскиот Исус. Ова е вистинскиот Исус. Протестантскиот Исус е делумно вистински. Делумно лажен, делумно дедомраз, делумно. Ајде уште еднаш. 10 стих. Ќе останете во мојата љубов, ако ги запазите моите заповеди. Ќе останеш во Христовата љубов, у спасението, у милоста Божја, благословот Божји, во вечниот живот. Ако ги пазиш неговите заповеди. Како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко. Имате ли нови завети? Така ли пишува? Не ве лажам. А не ли е така? Па не знам да не мислите измислувам, нели? Не сум ја Джоел Остин да измислувам ново евангелие таму. Ја читам слово, со години само тоа читам. Тук тамо нешто од страна. Се посветив словото да го читам. Како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Значи Исус мораше да биде послушен на таткото за да остане во љубовта на таткото. Сваќаме, дури Исус. Затоа што Бог не гледа на лице, пак ви кажувам.
Секој од нас треба да биде послушен на Господ. Вика, ова ви го реков да биде мојата радост во вас и вашата радост да биде целосна. Значи, ова не е сега бреме, него ова треба да е радост. Зошто? Затоа што ако го сакаш Господ, ти ќе ги пазиш неговите заповеди. И тоа ќе биде со радост. Затоа што ти го сакаш Господ. Кога ти сакаш некој, ти сакаш да му угодиш. И ти се радуваш да направиш нешто што тој ти кажува. Нели? Ако го сакаш Господ, ти ќе се радуваш Бог кога ќе ти каже нешто да го направиш. Децата што ги сакаат родителите, сте гледале таму детето, ќе му рече таткото, ај оди донеси ми тоа, детето, трк, му носи, со радост. Нели е така? Ко се мали, ко се тинејџери, ја ќе ти носе, Тоа е бунт, нема љубов веќе, нема почит, нели, се е тоа. Не е проблем до таткото, до децата се разбунтувале. Така и ние треба, нели? Господ ти кажува нешто, радост. Трк, прај го. Значи, заповедта Божја не е бреме, тоа е радост. Ако го љубиш Бог, ко пасторот нешто ти кажува, не е тоа за бреме. Ако го љубиш Бог и го љубиш пасторот, дури ако ти искара, радост. Го сакаш Бог, го сакаш пасторот, радост ми кажа така, добро, халелуја. Нели, пријател, некој ќе ти каже нешто, не знам што, ќе те замоли нешто, треба да ти е радост да го направиш тоа. Не зборам се за глупости некој. Зборам за да помагање еден на друг, за служење, за давање себе си, нели? Ти љубовта се радува да исполни тоа што ближниот ти го бара. Амен, љубовта се радува. Проблем е што сме изгубиле љубов, како што читавме во Откровение, 2 глава за Ефешката црква, кај што вика, се правите, ова правите, тоа правите, тоа правите, тоа правите, ама вика, првата љубов сте изгубиле. Сте се оладиле. Ајде пак ја очитаме. Но битни се сите овие работи. Се е битно што збориме вечер. Во Откровение 2 глава за Ефешката црква, 2 стих. Вика, ги знам твоите дела. Значи, дела имале луѓево. Работеле за Господ. Правеле работи за Господ. Дела имаат. Пред Господ, сваѓаш, кога вика ангелот, Господ кога вика дела, дела. Твојот труд, како знам, се труделе, труд. Твоето трпение, трпеле, страдале. Вика, не можеш да ги поднесуваш лошите. Испита таму, лажни апостоли вика биле, лажливци овона. 3 стих, имаш трпение, си претрпел заради моето име и не се умори. Ова е голема работа, да трпиш за Господ и да не се умориш. Тоа е доблест, тоа е карактер. Оти сите ние трпиме, ќе се умориме. Нели, трпиш. Колку години чекаме на автобусите да дојдат? Трпиме и не се трпи. Кај се автобусите, Господе? Ама нели е така? Мислам сега, некои работи, ветувања, очекувања, си верувал нешто, си очекувал и не се случило. Пророштва имаше, некои не знаат. Дека ќе имаме автобуси, ќе носиме цело Скопје луѓе на служба тука у Шутка. Кај се автобусите? Да, може чека нас или луѓето кај се. Добро, не. Како и да е, еве за пророштво кога се работи? Ќе бараш од Господ, моли се, зошто Господе? Зошто Господе? Амен. Но како и да е, трпиш некои работи, се уморуваш. Не е лесно. Овие не се ни умориле, вика. Но, вика, имам нешто против тебе. Зашто ја остави својата прва љубов. Првата љубов кон Господ.
Оганот, жарот, тоа што збориме вечерва, влюбеноста, влегле у шема на религија, на дела, прајање работи, служење, идење у црква, молење, давање десеток, евангелизирање, трудење, трпење, не се откажувам ја од Господ, не се откажувам ја од верата, не се откажувам од црквата, не сум ја предавник, не сум ова, не сум тоа. Упорни. И Господ вика, чекај човек, љубовта кај ти е? Ме сакаш ли уште мене? Спомни си од кај си паднал, вика, покај се и врши ги делата што ги вршеше на почетокот. Односно, прави се тоа што правеше, ама како на почетокот. А што беше на почетокот? Со љубов го правеше тоа. Гореше за мене. Ви текнува сите кога се обративме почетокот, на стварно кога си обратен, запален за Господ, како сведочиш, како, нели? И сега пак као сведочиш, ама као дека треба се сведочи. Господ сака нон-стоп така да сведочиш. Првата љубов. Огин. Првата љубов. Првата љубов. Оти вика, ако не се покајаме од ова, не се смениме, не се вратиме при првата љубов, ќе го отстранам твојот светилник од неговото место. Односно, во духот ќе биде тргната црквата. Значи, црквата е светилник. Во духот црквата кој ќе биде тргната, практично може ти да се нарекуваш уште црква, ама у духот не си црква више. Односно, ќе умре црквата. Оти се претворила у религија. Тоа нон-стоп се случува, за жал. Да не дај Господ да се случи со нас тоа. Амен. Значи, Господа не го тргне светилникот. Знаете што значи да нема? И ние пак ќе си доаѓаме, ќе славиме девла, не знам што, Господе, ќе читаме Библија, ќе збориме, ќе молиме. А Господ нема. Знаете дека е можно тоа? Па гледате колку луѓе се молат наоколу по земјава. И ништо. Протестантски цркви. Ајде, дрн. Ќе пееме. Се прашувам луѓето, Господ го слават или рок-н-рол слават? Што слават? Го крене музиката, ќе ги удри во емоции. Jesus! Стварно ли Господ го слават луѓето? Се прашувам најискрено. Абе вика, што е тоа со христијанска музика полна, вика, по интернет, ваму, таму, другари му давале. Вика, не разбирам што е тоа христијански рок, вика, рок е рок. Ми даваат, вика, рок, и тоа ова е било за Господ, ова било. Што е разликата? Треба да има разлика, нели? Треба да има различен дух. Треба да има дух свети. Треба да гориме за Господ, љубов за Бог, која славиме. По тоа да не познаа дека ние сме христијани, браќи и сестри. Не по тоа колку добро свириме. И на светски концерти треба браце. И таму скокат. Љубовта за Бог е тоа што менува, што прави разликата. Ништо друго. Ревнуваме за Бог као првата љубов, гориме ли за Господ? Пазиме ли најголемата заповед или не? Го љубиме ли Господ? Или се молиме за сила? Што сме ние масони тука? Сила, власт, врачеви, тие за сила молат. Вештерките за сила молат, кога прават враčбини. И сила. Или пророќство, не знам, ќе кажат, ќе вражаат, тамо ќе кажуваат. Љубовта кон Бог менува се. Го љубиш ли Бог или не го љубиш? Нема друга разлика. По што ќе се разликуваме, Божи луѓе сме или не? Ко вика Исус на друго место, по љубовта ќе познаат сте мои ученици. Ја верувам дека пред се збори за љубовта кон Бог. Малце не е убаво преведено, ама тоа друг пат може. Таа многу е длабока тема, теолошки. Кај што Исус вели, сега одам кон таткото, и кон вели по љубовта ќе познаат дека сте мои ученици.
Јас верувам дека зборува за љубов кон Бог. А сите го толкуваат тоа љубов еден кон друг. Оти на грчки зборот е љубов еден кон друг, буквално, ама не е дефинирано кон што. А воведот ако видиш, Исус зборува за љубовта кон таткото претходно, зборува љубовта кон нив и после зборува и вие таква љубов да имате. Односно исто тоа го збори, љуби го Бог и љуби го ближниот. По тоа ќе познаат дека сме ученици. Се луѓето го имаат тргнато љуби го Бог и само по љубовта меѓу вас ќе познаат дека сте ученици. И направен хуманизам. Бог е тргнат на страна и сега ние ќе правиме некои работи меѓу нас, не знам што, и потоа ќе познаат дека сме ученици Христови. Ќе познаат цело време иста е Библијата, исто е словото. Љуби го Бог и љуби го ближниот. Ама на гласокот е на љуби го Бог. Оти ако не го љубиш Бог, не имаш братот да го љубиш. Како ќе имаш сила да го љубиш ближниот, ако Бог не го љубиш? Не можеш. Оти љубовта кон ближниот иде од љубовта кон Бог. Бог ќе ти дава сила да љубиш. Нели? Халелуја. Халелуја, слава ти Господ. Мислам дека ќе завршиме тука. Ќе се молиме на крај. Имав уште многу стихови, но за следен пат. Халелуја. Може ли да молиме околу се ова? Небески Татко, доаѓаме пред Тебе во името на Исус и молиме во името на Исус, Татко, се ова што го кажавме, помогни ни преку силата Твоја да го живееме. Татко Небески, ние не сакаме да бидеме ладни, не кеме нашите срца да се ладни, Господе, не кеме да сме ни млаки, Господе, но сакаме да гориме за Тебе. Не кеме да сме религиозни, Господе, не кеме само да правиме работи затоа што треба да се прават, затоа што светот е грешен, или од страф од пекол, или од страф од ѓавол, или од страф од смрт, или болести и проклетства, но Те молам да ги правиме работите од љубов кон Тебе, Господе. Врати не при првата љубов, молиме, Небески Татко. Врати не при првата љубов да срцата наши горат за Тебе, Господе. Затоа што во љубовта страф нема. Затоа што љубовта во се верува и на се надева, Боже. Љубовта е Твојата сила и моќ, Господе. Е тајна, Господе, што не прави поразлични од овој свет. Субстанција што не прави, Боже, поинакви, и луѓето ќе дознаат дека сме Твои, дека сме Твои ученици, дека сме Твој народ. Јас молам, стави љубов меѓу Твојот народ повторно. Нека љубовта гори, Господе, во нашите срца. Љубов кон Тебе пред се. И потоа љубов кон братот, сестрата, кон ближниот, Боже. Дај ни, Боже, љубов повторно, Боже, што ќе ни даде сила да служиме, Боже, нова сила, нова вера, нова надеж, нова желба, Господе, за служење на браќа и сестри, за евангелизирање, за спасување луѓе, за работење во црквата, за практични работи, за послушност. Дај, Боже, таа љубов повторно, Боже, дај ни ја, Боже, да гори во нашите срца. Да Те љубиме со срце и душа и разум, Господе. Да Те љубиме со сето наше битие, со сета наша сила, Господе. Со се што имаме, Господе. Со секоја мисла, секоја емоција, секоја желба, секоја одлука, Господе. Дај ни го тоа, Татко, во името на Исус го молиме. Во името на Исус молиме за првата љубов, Боже, нека гори во нашите срца. Со таа прва љубов да легнуваме и со таа прва љубов да стануваме, Господе. Во името на Исус, Небески Татко, го молиме ова, Боже. Ослободи ни од лагите на овој свет што ни излажал, Господе, што сме тргнале по патот на светот, по пат на романтики, по пат на фантазии, по пат на страсти, наслади, светски задоволства, по блуд сме тргнале, Господе. Дај ни, Господе, повторно Те љубиме Тебе, Боже. Преку љубовта Твоја запази не во светоста Твоја, Боже. Запази не во Твоите, Боже, мисли и планови, Господе. Запази не преку љубовта Твоја во волјата Твоја, Татко, во име на Исус, во светоста и праведноста Твоја. Затоа што си прекрасен, Господе, нема како Тебе, Господе, чудесен си, Боже, и не кеме да Ти изгубиме, Боже. Не кеме да Ти изгубиме, Господе, Боже, не кеме религија, Боже. Ние не кеме религија, ние не дојдовме при Тебе за религија, Боже, дојдовме при Тебе затоа што Твојата љубов, Боже, ја доживеавме, Твојата љубов, Твојата грижа, Твојата татковска љубов, Твојата добрина, Твојата милост, дека не сакаш, Господе. Молам да останеме при тоа откровение, Боже, да не тргнеме по други богови, други патишта, други духови да не примаме, Господе, но да останеме во духот Твој,
во љубовта Твоја, да останеме во љубовта Твоја, Господе, како што велиш да ги пазиме Твоите заповеди за да останеме во љубовта Твоја. Помогни ни да ги пазиме Твоите заповеди, Господе. Помогни ни да го пазиме Твоето Слово, да го вршиме тоа што е угодно пред Тебе, за да останеме во љубовта Твоја, Боже. Те молам во името на Исус токму сега, Боже, нека оганот Твој гори во нашите срца на првата љубов. Нека гори оганот Твој на првата љубов во нашите срца, Господе. Нека гори оганот Твој на првата љубов во името на Исус, Татко. Во име на Исус нека гори, Господе, нека гори во името на Исус. И во скришната соба и кога сме насамо и кога никој не гледа, тогаш да гори љубовта наша кон Тебе и пред луѓе кога сме, Боже, и пред верници, и пред неверници, и на работа, и на училиште, пред роднини, кај да сме, Господе, нека љубовта Твоја гори во нашите срца. И на тој начин нема да грешиме пред Тебе, Господе. Нема да грешиме пред Тебе, Боже. Ке не запазиш од гревот на овој свет. Ке не запазиш од лукавствата и измамите на овој свет, кој што сака да не тргне од Тебе, Господе. Ке не запазиш од духот на овој свет, кој што сака да не тргне од Тебе, Боже, од љубовта Твоја, кој што сака да се влюбиме во друг Бог. Но ние те избравме Тебе, Боже, да бидеме влюбени во Тебе, Господе. Да срцето наше гори во Тебе, Господе Исусе. Запази не во љубовта Твоја, Господе. Запази не во љубовта Твоја. И запази не во љубовта, Боже, еден кон друг. Молиме во името на Исус, Татко. Јас те молам, прости го секој еден греф на нељубов, брат, сестра, што го имал еден против друг. Прости за всякакви лоши мисли, зборови, дела. Те молам, прости, Господе, секакво непријателство. Прости, Божи, нека има простување и помирување меѓу Твојот народ. Нека има простување и помирување меѓу Твоите деца во името на Исус. Нека има помирување, нека има опростување, нека има покаяние. Нека љубов има еден кон друг, Боже, како што Ти не љубиш да се љубиме еден со друг. Во името на Исус го молам ова, Татко, во името на Исус. Во името на Исус молам, Татко небески. Во името на Исус од Назарет. И фала Ти за оваа тајна што ни ја откриваш вечерва. Фала Ти што ни ги откриваш тајните на Царството Твое. Фала што ни даваш, Боже, да го разбираме срцето Твое и тоа што е најбитно пред Тебе и што Ти е Тебе најбитно, Господе. Тебе Ти е најбитно, Те љубиме, Господе. Ти ништо не бараш друго, освен да Те љубиме со цело срце, душа, сила, разум, Господе. Ништо друго не е битно, Господе, само Те љубиме, Боже. Те љубиме искрено, Боже. Ти бараш вистина, Боже. Вистина, Боже, вистина бараш, Господе. Искрено Те љубиме, Господе, искрено, Боже. Во дух на вистина, Боже, во името на Исус, Татко. Во името на Исус се това го бараме, Татко. И Ти благодариме за услишување на оваа молитва. Фала Ти за првата љубов во името на Исус. Во името на Исус. Првата љубов. Амен, Господе. Во името на Исус. Амен. Амен. Нека горат вашите срца, браќи и сестри. Со првата љубов за Господ. Горите во име на Исус. Нема ништо побаво од тоа. Верувајте ми. На лото да добиеш, нема да си толку среќен од тоа да го љубиш Господ. Тоа е среќата, тоа е животот, тоа е успехот, тоа е победата, тоа е смислата на твоето постоење. Го љубиш Господ, така ќе го познаеш. Така ќе ти се решат проблемите. Амен. Го љубиш Господ, Јулхан. Амен. Господ нека ја благослови. Амен.